Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МHz. Почитувани слушатели, драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а ова е новото издание на емисијата Студентски парламент. Во најавата само ќе кажам дека денеска имаме гости, поточно гостинки во нашето студио, представнички од КС групацијата, а темата ни е интересна како за студентите, така и за средношколците, стипендии. Значи, останете на 90,8 да слушнете за што ќе разговараме и каде вие тука ќе можете да се најдете. Рече ке ме сакаш, дур си жив, дур си жив. Рече ке ме чуваш во свој филм од туги допири. Зошто не е така? Кажи ми, зошто не е така? Почитувани, како што кажав во најавата за денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио UKLO FM Битола, денеска тука имаме две гостинки, заедно со нас и со вас, представнички од КС групацијата, да ги представам.
Елена Трајчевска, маркетинг директор на КС групацијата, и Марија Бошевска од човечки ресурси во КС групацијата, одговорна за проектот стипендии. Добар ден и добре ни дојдовте за прв пат во програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Добар ден и добре ве најдовме. Елена, со вас ќе поразговараме на почеток за КС групацијата. Предпоставувам дека нашите слушатели веќе слушнале за групацијата, меѓутоа добро е секогаш да се слушне уште еднаш, па и за познавање за оние кои што можеби не се во тек и не знаат што всушност представува КС групацијата. КС групацијата представува збир од повеќе фирми. Во тој збир спаѓаат Gold Felicia, Евротип, Goldslot, Агроброд, 77 Bits, Premium Safety Solution и најновата КС Сервис. Оваа групација действува на ниво на цела Македонија, со седиште во Битола, така да сите фирми се со различни дејности. Во нешто како соопштение го имавте пратено до нас, до Универзитетското радио, меѓутоа и на други места, да кажеме, постојано кажувате дека КС групација е збир од општествено одговорни фирми кои се трудат да направат чекор повеќе кон подобрување за доброто на заедницата и условите во општеството преку помагање на спортот, културата, едукацијата на младите. Сега во тој дел околу едукацијата на младите, тука се наоѓаме на заеднички јазик или на заедничко поле, Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и КС групацијата. Вие неодамна подпишавте меморандуми за соработка со две единици на универзитетот, со Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола и со Правниот факултет, единица на УКЛО. Меморандуми за соработка во кои меѓу другото е предвидено и стипендирање, нешто што за прв пат еве ова година започнувате. Како се дојде до идејата, дали е тоа кон онаа желба младите да ги задржиме тука, да си бидат дома? Единствената цел на овој проект и започнувањето е иселувањето на младите од нашата држава. Местото на луѓе и на кадри кои што ни беа потребни во нашата корпорација, во секторите, во правна служба, човечки ресурси, IT технологија, финанси, маркетинг службата, произлезе да направиме заедно со човечки ресурси проект во кој што ќе им дадеме место на луѓето, на младината која што е во Битола и околината, да може практичниот дел и да речам и делот кој што го имаат како пракса или филијална пракса во нивните факултети да го поминат кај нас, а за тоа да бидат наградени и по нивното завршување да останат во нашата фирма. Сепак ќе кажам, целта на овој проект е младите да ги задржиме во нашата држава. Тој е проблем за кој што се повеќе се зборува, еве и неодамна на вториот одржан отворен ден на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, УКЛО и пријателите, кој се одржа на економскиот факултет во Прилеп, единица на УКЛО, се зборуваше токму и за тоа, за одливот на млади кадри, способни млади луѓе кои што се едуцираат тука, меѓутоа заминуваат за жал надвор од границите на Македонија. Остануваме без квалитетна работна сила, остануваме без млади луѓе, што е погубно за една држава, меѓутоа кога образованието ќе се спои со бизнис заедницата, може да се направат многу работи за тие да се задржат дома, да бидат на своето. И еве доделувањето на овие стипендии за кои што ќе зборувам и во продолжение е токму еден од начините да се задржат, да бидат тука. Па да, нашата фирма брои над 1000 вработени, за да се, како што кажав, да се обслужуваат тие сектори, нас ни треба квалификувана работна сила. Така да се надевам преку овој проект ќе го постигнеме таргетот кој што го имаме како цел поставено. Веќе кажав дека имате подпишано меморандуми за соработка со Факултетот за информатички и комуникацијски технологии од Битола и Правниот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, меѓутоа не застанувате тука. Не, нема да застануваме тука. Следен меморандум кој што треба да се подпише е со факултетот во Прилеп, со економскиот факултет, но за тие детали повеќе ќе ни каже колешката Марија. Марија е заедно денеска тука. Рековме дека Марија доаѓа од секторот човечки ресурси во КС групацијата и е одговорна за проектот за стипендирање. Марија, на почеток само во овој дел од разговорот ќе кажеме дека има две категории млади луѓе кои што ќе ги стипендирате, студенти, но и средношколци. Да, здраво и од мене.
Од оваа година почнуваме со проектот стипендирање. Ке ги стипендираме две групи на млади луѓе, тоа се студентите кои што се запишани на факултети и учениците од средно училиште. Бидејќи и средношколците се наша целна група на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, затоа што оттаму сакаме да доаѓаат студентите кои што ќе се запишат понатаму на УКЛО, ќе биде интересно да се слушне и нешто повеќе за стипендиите за нив, но еве ова како најава, ќе ве замолам почитувани да останете заедно со нас на 90,8, ќе го продолжиме разговорот по музичката пауза. Сакам да те слушнам, кај да си јас ке дојдам по тебе. Еј, да си ти до мене, памети ми зеде. Биди сега крај мене. Остани, остани, биди моја сега. Само ти, друга не ми треба. Остани, остани, сами да сме јас и ти. Ноква нема никој да не раздели. Остани, ајде, остани, ајде. Остани, ајде, остани, ајде. Никој како тебе не знае да сака, никој како тебе не ме допира. Дај ми љубов сега, немој да ми бегаш, со тебе да заспија. Остани, остани, биди моја сега. Само ти, друга не ми треба. Остани, остани, сами да сме јас и ти. Ноќва нема никој да не раздели. Остани, ајде, остани, ајде.
Јаве неповторно назад во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Ве подсетувам дека денеска во емисијата Студентски парламент заедно со нас и со вас секако се представнички од КС групацијата Елена Трајчевска, маркетинг директор на КС групацијата, и Марија Бошевска од секторот човечки ресурси и одговорна за проектот стипендии. Еве, токму со Марија ќе го продолжиме разговорот, онаму каде што застанавме. Кажавме дека во проектот стипендии или доделување стипендии имате две категории на млади луѓе, средношколци и студенти. Па ќе започнеме со конкурсот за стипендирање на средношколци. Кои ученици тука се опфатени, од кои училишта, со кои училишта веќе започнувате соработката? Да, најпрво да ги кажем условите за средношколците, значи тие треба да бидат редовни ученици, да имаат минимум постигнат успех од многу добар. Ученици кои што се запишани во прва година ќе го земеме просекот на успехот постигнат во основното образование. Тука сакам да напоменам дека една можност која што ја нудиме ние за нашите стипендисти е тоа што ќе им овозможиме да посетуваат пракса, односно и праксата која што им е предвидена со програмата да можат да ја реализираат токму кај нас во нашите фирми. Значи ќе имаат обезбедена пракса, посебно тоа имаат можност за вработување. Тука имаме еден детал да го напоменам, каде што средношколците кои што ќе завршат после 4-та година, значи имаат можност за вработување кај нас во нашата групација. Но тоа колку сакаат да продолжат со своето школување, односно да се доусовршуваат, да се запишат на факултет, значи ние им нудиме можност да склучат нов договор со нас, да ја продолжиме стипендијата, да си земаат и на факултет, со тоа што по завршувањето на факултетот би имале загарантирана работа кај нас во КС групацијата. Одно што сите ги интересира кога се работи за стипендија и висината на стипендиите, па еве може ли збор-два околу тоа како се движи висината на стипендиите кај средношколците? Висината кај средношколците ќе изнесува, значи тие ќе ја замаат во текот на 12 месеци, значи цела година ја замаат стипендијата, со тоа што 10 месеци замаат по 3000 денари, додека тие 2 месеци кои што ќе ги поминат кај нас на пракса добиваат, значи дополнителна сума за времето кое што ќе го поминат на пракса кај нас. Значи ќе добиваат стипендија за 12 месеци. Кога се работи за стипендии, условите кои што се поставуваат, нели, се конкурира со на почетното, меѓутоа важно е во текот на школувањето да го задржат просекот што го имат и да го наградуваат, се разбира. Да, треба да се задржи просекот со можност ако можат и да го зголемат, значи да ги мотивираме да го зголемат успехот, со тоа што ќе треба да бидат и примерни ученици, да ја посетуваат наставата, значи да немаат изостаноци. Тука ќе бидеме во координација со нивните наставници, тука од нашата фирма ќе се добијат сите ментори, значи од сите сектори каде што ќе се бидат тие распределени, значи си добиваат своји ментори каде што ќе се бидат постојано во контакт. Со кои училишта веќе имате подпишано договор за соработка, односно од кои се училишта можат да конкурираат? Се работи или сега за средните училишта? Да. Најпрво подпишавме со Долната гимназија Таки Даскалот, односно со угостителско-туристичката насока, која што ја имаат тие таму со наставниот план. Потоа подпишавме меморандум за соработка со Техничкото училиште, како и со Економското средно училиште Битола. Останувате само на овие 3 средни училишта или планирате да го зголемите бројот на училишта кои што ќе бидат опфатени? Моментално тие се, но не е изоставено дека може да се склучи соработка и со останатите средни училишта. Сега околу конкурсот ќе трае до 31 октомври. За да конкурираат, што треба да поднесат како документација средношколците? Да, најпрво значи можат да ја посетат нашата веб страна stipendii.clubsport77.mk, каде што можат да ги видат сите информации со кои училишта, со кои факултети имаме подпишано меморандум за соработка, целосните конкурси можат да се ги видат, крајниот рок за аплицирање, значи можат исто таму да го видат. Значи за средношколците е потребно значи нивните податоци, како име и презиме, назив на училиштето каде што учат,
тековната учебна година во која што учи, да ни ги спратат на следниот мејл stipendii@klubsport77.mk, каде што ние ги разгледаме тие апликации кои што се пристигнати, потоа ќе бидат контактирани од наша страна и ќе се направи селекција. И навремено ќе бидат информирани дали се избрани, со оглед на тоа што се работи сепак за малолетни, веројатно тука и родителите ќе треба да бидат контактирани околу сите поединести, да им се кажат околу договорот или... Да, ќе бидат контактирани нивните родители, сепак се работи за малолетни деца, така да последниот збор ќе го имаат заеднички за учениците и нивните родители. Во секој случај, добро е заеднички родителите и учениците да ги разгледаат условите кои што се бараат, нели, за поднесување на апликациите, да ги разгледаат договорите кои што подоцна ќе треба да ги потпишат доколку се избрани да бидат токму тие стипендисти на КС групацијата, и да се започне со стипендирање и можеби посериозно посветување на наставата, бидејќи еден од условите за да се задржи стипендијата е, нели, да има навистина добар успех. Во овој дел толку, ќе направиме уште една музичка пауза, а потоа малку повеќе за она што значи стипендирање на студенти од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, односно студенти од Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, Правниот факултет на УКЛО. Во моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако ме нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделбата е илузија, те сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Кали да одиш, секогаш ќе останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Секогаш мој, до небо, небо високо, од небо до дно. Чувствуваш, знам, вела дека не си сам, но во сите ноќи јас сум ти единствен здрав. Ти си мој. Каде да одиш, секогаш ќе останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Само мој, каде и да одиш, која и да дојде, до крај на ова време, секогаш ќе останеш мој, само мој.
Марија, предходно кажавме дека сега во овој дел од разговорот ќе проговориме малку повеќе за стипендирањето на студентите од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Веќе кажавме во разговорот со Марија дека засега ги имате подпишано меморандумите за соработка со Факултетот за информатички и комуникацијски технологии и со Правниот факултет. Во најава и подпишување на меморандум за соработка со Економскиот факултет во Прилеп, исто така единица на универзитетот, за стипендирање на овие студенти, засега ФИКТ и Правен факултет. Ако се подпише меморандумот за соработка со Економскиот факултет, веројатно и тие ќе можат да аплицираат за овие стипендии? Да, штом се подпише меморандумот за соработка со Економскиот факултет во Прилеп, исто тие студенти ќе имаат право на стипендирање од КС групацијата. Сега во однос на конкурсот за стипендирање студенти на УКЛО, во нашите блокови каде што ги запознаваме малку повеќе и ги информираме студентите, но и поширокото граѓанство околу разни стипендии и настани што се случуваат на универзитетот, веќе кажавме дека околу овие стипендии дека можат да се пријават како кандидати студенти кои што се редовни на факултетите кои што ги спомнавме, да не повторувале година во студирањето и да се државјани на Македонија, меѓу другото. Да, тоа се едни од критериумите. Исто така тука бараме просечен успех од 7.5. За студенти кои што се запишани од прва година ќе важи успехот постигнат во текот на средното образование, минимум многу добар. Студентите кои немаат положено најмалку 80% од предвидените испити за претходните студентски години нема да бидат рангирани, и доколку имаме повеќе пријавени кандидати, предност имаат кандидати запишани во повисока година од студиите. Сега не прашав колку стипендии всушност ќе се доделуваат, за колку студенти е планирано. Имате ли веќе размислувано или сепак тоа ќе зависи од бројот на пријавени? Тоа ќе зависи од бројот на пријавени и она како кадар кој што ќе биде пријавен, да можеме да направиме селекција и да го избереме најдоброто. Сега, околу потребната документација, и тука има нели некои работи што сепак треба да се поднесат како нешто што мора? Да, за студентите за да се пријават, односно да аплицираат за стипендијата која што ние ја доделуваме, најпрво треба да ни испратат кратка биографија CV, мотивационо писмо на мејлот кој што го кажав и предходно, stipendii@klubsport77.mk. Со тоа што после ако бидат избрани, ако влезат во тој потесен круг на селекција, ќе треба да ни достават и дополнителни документи за кои што ќе бидат известени. Сигурно, ако ги исполнуваат условите кои што ги бараме во конкурсот кој што е веќе објавен. Така, сигурно тука ќе треба и потврда за положени испити, со кој што ќе се види и успехот што го имаат постигнато. Рековте дека во однос на успехот, тука се бара просечен успех од 7.5. Сепак нешто што треба да го имат, како што кажавте, и да имат положено повеќе од 80% од испитите во тековната година. Сега, оно што мене ми привлече внимание во конкурсот кој што го имате објавено е околу висината на стипендиите и можностите за зголемување на стипендиите. Да, тоа сакавме да го направиме малце мотивирачки. Тука имаме за студентите од прва година имаме фиксен износ на стипендија кој што изнесува 3.500 денари, додека за студенти од втора година стипендијата изнесува 5.000 денари, за студенти запишани во трета година изнесува 6.000 денари, за студентите запишани во четврта година изнесува 7.000 денари месечно. Но ова не е, да речем, целата сума што можат да ја земат, доколку тие го зголемат или имаат повисок успех од 8 до 8.5, значи ќе добиваат поголема сума од 1000 денари месечно, а доколку имаат поголем успех над 8.5, значи ќе имаат право на плюс 2000 денари од таа сума која што им е предвидена со тековната година на студирање. Исто и овие стипендии ќе се дават во текот на академската година? Да, во текот на целата година, значи за 12 месеци ќе се доделуваат, 10 месеци добиваат стипендија, додека тие за 2 месеци добиваат паречен надомест за практична работа кај нас во КС групацијата. Сега околу таа практична работа,
да кажеме дека и тоа е нешто што студентите повеќе го барат, за да можат она што го учеле како теорија, нели, да го видат и како во праксата се применува и да научат малку повеќе како се работи, како е да се биде со колеги, нели, да се излезе во пресрет или да се биде постојано во тек со она што значат работни обврски, однесување на работно место и слично. Многу мал дел од луѓето, студентите и, да речем, средношколците имаат можност да видат како е да се работи во реална фирма, практично да се применува она што му се предава, што го учат во текот на учебната година. Мислам дека поттикот ќе биде уште поголем, пошто реално, како што споменавте, значи, доаѓање на работа во 8:00, заменување во 16 часот, реални колеги, реални проблеми, предизвици, така да мислам дека ова ќе ни му биде многу добар поттик за да можат да аплицираат и да го осетат она што во иднина ќе им се нуди како, да речам, редовен работен однос. И тие веќе ќе го знаат делот на работата во фирмата, во компанијата или во делот каде што ќе бидат како практиканти, како пракса која што ќе ја применуваат во текот на нивното студирање. Имате ли обезбедено ментори кои што ќе работат со студентите? Да, имаме. Секој наш сектор си има раководител, така да секој раководител ќе им биде ментор на студентите во текот на практиканската работа. Подсетуваме уште една, значи, конкурсот за стипендирање е објавен и трае до 31 октомври 2023 година. Заинтересираните може да го видат на веб страницата која што и претходно ја кажавте, да ги разгледаат конкурсите, да видат што се од нив ке се бара, што тие добиват, доколку бидат избрани, нели, да бидат добитници на стипендиите кои што ги нудите. Секако имаат своји права, но имаат и обврски што ќе треба да ги исполнат. Тука веќе се работи за полнолетни, млади луѓе. Меѓутоа, сепак добро е да се информираат можеби и повеќе, да поразговараат со вас околу сите услови кои што ги нудите и обврските кои што ќе бидат за нив. Значи ли тоа дека ќе можат до 31 октомври лично да контактираат со вас, да се информираат нешто повеќе доколку има нејасноти? Па да, доколку има некои нејасноти, слободно може да не исконтактираат. Нашите канцеларии се наоѓаат во комплексот на Кланица, така да стоиме на располагање за секаков тип на прашања. Тука сакам и да напоменам, откако се отвори конкурсот, ние веќе добивме апликации на мејл, значи заинтересираноста е веќе голема. Марија, сакаш нешто да дополниш? Да, сакам да кажам дека конкурсот веќе е во тек и веќе пристигнуваат апликации кои што ќе бидат разгледани, да, и ќе бидат земени во предвид сите апликации што ќе стигнат. Кога да ги очекуваме резултатите од по завршувањето на конкурсот? Па, по разгледувањето на документацијата, се надевам ако е обемам, значи ќе ни требаат некој недела, дена време, период кој што ќе помине за да ги разгледаме сите апликации и одлучиме и воспоставиме контакт со останатите, па и да ги објавиме конечните стипендисти. Во секој случај, значи некаде до средината на ноември треба да ги имаме имењата на оние кои што ќе бидат ваши стипендисти, да започнат да ја примат стипендијата, но исто така и да продолжат со образованието онака како што треба. Рековте, мотив повеќе е тоа што она, да речеме, стандардна висина на стипендијата може да се зголемува доколку покажат подобар успех, доколку повеќе се вложуваат, па еве тоа не е мала работа. Јас ќе ви се заблагодарам што бевте гости во студиото на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Сметам дека дадовме доволно информации како за средношколците, така и за студентите на факултетот за информатички и комуникацијски технологии, на правниот факултет. Рековме доколку се потпише тој договор, односно меморандум за соработка со економскиот факултет, и тие ќе можат да аплицираат. Има време се уште до 31 октомври, па нека ги следат социјалните мрежи, веб страниците на единиците на универзитетот, па ќе можат да ги добијат сите потребни информации. Ви благодарам што денеска бевте заедно со нас. Благодариме и нас за вашето одвоено време. Се надеваме дека ваквите проекти и голем број на други проекти, еве и отворен повек до другите компании, мислам дека треба да ги спроведуваме за да можеме да имаме нешто позитивно што студентите и средношколците би
оставиле тука со нас да почнат да творат. Сепак јас ќе напоменам уште еднаш дека спецификацијата на кадарот кој што го бараме би требало да донесе нови вработувања. Ви благодарам уште еднаш. Пред да те сретнам тебе мислев дека љубов е што помалку да дадам, на крајот да им земам се. Но мојот свет се пресели во твоите очи бакарни, ко во песок жив потонав во нив, кога рече ти разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ќе навезат за нас срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ќе навезат за нас срце преку небото. Во овој свет на лаги само ти си вистина, среден мрачен океан, единствен остров светлина. Ко боз да газам преку жар, брзам да ти прејдам праг, маска отфрлам и срце отворам, да ми кажеш пак. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ќе навезат за нас срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ќе навезат за нас срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ќе навезат за нас срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ќе навезат за нас срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ќе навезат за нас срце преку небото. Почитувани, стигнавме и до крајот на денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Емисијата тонски анализира Лјупчо Цветковски, а уреди и водеше главниот одговорен уредник на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова Груевска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Баш би било штета да не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме и скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме,
кажи, кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако, скрши me како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни me, јако, јако. Сонце заоѓа и морето се бранува. Ти си поубава од сон, меѓу жени милион. А сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши me како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни me јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши me како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни me, јако, јако. Укло ФМ Битола, октомври 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло ФМ Битола.